Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Договорите со Грција и со Бугарија веќе се дел од предизборието, а за очекување е дека уште понагласено ќе бидат тема во партиско-политичката дебата како што ќе наближува 12 април. При тоа, наинтересна за анализа се чини позицијата на ВМРО ДПМН со континуитет во цврстото противење против двата договора, наспроти очекувањата во некои кругови дека опозицијската партија ќе омекнува и ќе се движи кон прилагодување на реалноста. Најмногу затоа што ако победи на изборите и биде во позиција да формира влада, ќе треба да најде партнер меѓу партиите на албанците. Ако пак направи влада со ваков однос кон двата договора, ризикува нова блокада во интеграциите кон Европската Унија, а со тоа можеби и нова внатрешна криза. Ако равенката за ова е толку едноставна, тогаш која е математиката на ВМРО ДПМН што толку упорно оди контра договорите со Грција и со Бугарија? Што значи ова за другите учесници во кампањата, особено за СДСМ? Како ќе се постават партиите на албанците, кои велат дека ќе бидат брана за двата договора да не бидат поништени? Конечно, какво значење има овој став за гласачите? Ова е рамката за вечерашнава дебата со универзитетскиот професор Ненад Марковиќ, новинарот Назим Рашиди и аналитичарот Александар Крджаловски. Останете на алсат, дебатата почнува за кратко. Договорите со Грција и со Бугарија и предстојните избори се тема на вечерашнава дебата со моите и ваши гости. Александар Крджаловски, прв извршен директор на невладината МЦМС. Добро вечер, добро дојдовте. Ненад Марковиќ, универзитетски професор, политолог. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Во студиото и мојот колега Назим Рашиди, уредник и водител на емисијата 200 на алсат. Благодарам што сте со нас, Назим. Драго ми. Со кого да почнам? Може би прва забелешка би била дека немаме ни една дама. Ништо од джендер баланс, ќе се потрудиме во некое наше следно издание. Марковиќ, дали базенот на крајната десница во Македонија е толку голем што ВМРО ДПМН едноставно легитимно се плаши од тоа да не загуби дел од тие гласови, па тврдо игра со договорите со Грција и со Бугарија? Добро, јас имам кажано во неколку наврати, ќе го повторам горе-долу истото, апропо прашањето за тие гласови кои остануваат мистерија колку се на број. Никој не може точно да каже. Гласноста не значи и бројност истовремено. Се наоѓа ВМРО ДПМН веќе подолго време се наоѓа во тој некој невозможен еквилибриум, независно што ќе биде на изборите и дали тоа ќе им се исплати или не, која на долг рок веројатно ќе им се одрази во функционирањето на партијата, кохерентноста, можноста да ги задржат сите тие гласови. Имено ВМРО ДПМН подолго време пробува да игра и со либералниот центар. Мислам дека тука беше изборот на професор Силјановска за претседателски кандидат една порака во таа насока, помалку или повеќе. Истовремено да го задржи овој радикално десен пул на гласови или базен на гласови кои можеби се 10, можеби 20, можеби 50.000. Не знам и не можам да проценам точно дали е ова исплатлива тактика на долг рок. Меѓутоа факт е дека да ги држите либералниот центар, оние неопределени гласчи кои можеби би отишле центар десно или од некоја причина се незадоволни од другата страна и истовремено да адресирате радикална десница, во Хрватска многу интересно се одрази на претседателските избори. Не знам како ќе се одрази во април, не знам што точно ќе се случи, останува многу време има до тогаш. Меѓутоа, она што мене искрено ме буни е што никој нема направена реална проценка колку се тие гласови. Ние секогаш оперираме со некоја бројка фиктивна, од 1,2 кои останале дома до можеби 10.000 гласа. Можеби ВМРО ДПМН има направено анализа. Можеби, претпоставувам дека и затоа пробува да ги задржи тие гласови, меѓутоа на долг рок не знам колку ќе може со оглед дека тие гласови може да се организираат и во некоја своја политичка енергија и со тоа да се отцепат. Што на ВМРО ДПМН може да не молесни. Да, коментиравме една иницијатива која што станува видлива на интернет за независна пратеничка листа под чадорот на движењето Бојкотирам и така натаму, веројатно ВМРО ДПМН калкулира со сето тоа кога ги поставува своите политики. Можеби на краток рок на ВМРО ДПМН тој не му одговара многу. По моје видување на среден и долг рок исклучително му одговара, затоа што конечно ќе се разлачат тие политички енергии на политичката сцена кои се сега споени некако во тој десен кампус и се многу нејасни која каде почнува, каде завршува и така натаму. И можеби поинтензивно ќе се сврти кон политичкиот центар, доколку оваа иницијатива што е сосема легитимна направи своја политичка партија излезе на избори, ќе можеме конечно да знаеме дали се навистина 1,2
гласови, нели, како што некои тврдат, или се 5.000, 10 или 50.000. Јас никогаш не сакам да прогнозирам вакви работи, да се бавам со метеорологија, меѓутоа мислам дека е тотално легитимно да таа политичка енергија направи своја партија. Јас мислам дека има тука, да употребам народски збор, мастрав за таква работа, меѓутоа треба и храброст, треба и организација, треба и добра проценка што можете реално да направите на избори за да не се излетате. Карчаловски и 1, и 2, и 3, и 5.000 гласови на избори со тесен резултат можат да бидат одлучувачки. Па дури и да не бидат 50.000, горниот плафон кој што Марковиќ го споменува како потенцијал на таа крајна десница, нека бидат и 10.000, тоа можат да бидат значајни гласови за ВМРО-ДПМН на изборите. Апсолутно, или за било кој друг, бидејќи на овие на последните анкети има пад на водечките партии, како никогаш до сега веројатно има простори за нови опции, иако не е реално да се очекува сериозни алтернативи за овој краток период до изборите да се формираат, но не е невозможно. И ова ја не очекував да биде тема преспанскиот договор или договорот со бугарите на ова, бидејќи тоа беше главната тема на претседателските избори, и ако не се измеревме на референдумот, тогаш претседателските избори беа показателот. Океј, мнозинството етнички македонци е против договорот, но мнозинството граѓани вкупно е за преспанскиот договор, и на некој начин тоа беше борбата на таа тема. Се малце е депласирано пак да се води на таа, но има, предпоставам, многу луѓе сметаат на тој фонд или емоција на граѓаните, кој е се уште мнозински, кај етничките македонци, против договорот, и затоа веројатно се држи темата и во експлоатација, иако не е реално дека може нешто да се направи со тоа. И неа демократија зборуваше така пред да ги доби изборите, ама откога победени изборите, многу малку прави. Ризик ли е овој пристап за ВМРО-ДПМН набрзо по изборите, ако партијата биде во опозиција, да победи, да формира влада, да ги разочара тие гласачи? Секако е ризик на некој начин, као да сме навикнале на тоа, дека за жал во Македонија стана нормална ситуација да се очекува лажење на избори или ветување, нешто што однапред се знаело дека не може да се оствари, или не се кажувало така, тоа комплетно поинаку се направило, вклучително и со преспанскиот договор, со да само не отида на избори, ветувајќи дека го смени името, напротив, а видовме што се случи. За севкупна потреба, мислите? Сега да не се подсетуваме како беа изјавите за додека дишам и слично. Но генерално тоа како да станува општествено прифатливо, или дека нема баш целата вистина да се каже во кампањата, а после ќе видиме. Сите борбата има да добијат власта. Рашиди, вие честопати ги имате представниците на ВМРО-ДПМН за гости во вашите емисии. Предпоставам ќе се согласите дека нема промена во таа реторика, таа е константна, постојана, цврста, тврда, може би има нијанси тука и таму кои што покажуваат отстапување. Дали лично вие очекувавте дека како ќе се доближуваат изборите, така ВМРО-ДПМН сепак ќе се обидува да се прилагоди кон реалноста, најмногу затоа што тоа што го кажав и во генералната најава, по избори ќе мора да бара партнер меѓу партиите на албанците. Një çështje është këtu që ndoshta opinioni në Maqedoni ose sidomos nga strukturat të caktuara politike gjithmonë shtyhet të mendoj që opinioni i Maqedonas që shqiptarët e kanë fajin për çdo gjë. Edhe kjo mund të jetë një argument që ja ne duam t'i bëjmë këto ndryshime, mos të pranojmë marrëveshjen e Prespës apo edhe atë me Bullgarinë, mirë po çfarë të bëjmë tani? Partitë shqiptare nuk na lejojnë një gjë të tillë. Nëse ky mund të ishte elementi kryesor, por vini re, deklarata e tyre është nëse marrin 81 vota, dhe kjo është shumë e vështirë për të marrë 81 vota. Pra, mundohet të ketë një mesazh i cili nuk është aq direkt se ndryshimet do ndodhin. Kur të gjithë dim se si funksionon politika dhe numrat politike në Maqedoni, ku 81-shi nuk është aq e lehtë për tu arritur, aq më tepër që të gjitha subjektet politike shqiptare thonë se nuk do të kthehen më mbrapa. Dhe praktikisht, për mendimin tim, ky është një element më tepër sentimental, ku subjektet politike, fatkeqësisht të
të gjitha, këtu yn edhe VMRO-ja, po fatkeqësisht të gjitha them, mundohen që të përdorin për të tërhequr vota vetëm elementin sentimental, apo ndjesitë apo ndjenjat e njerëzve dhe në disa herë jo ofertat kryesore. Këtu nuk është në rregull. Se më pyete pak më herët Vasko më fal, se çfarë bëhet me VMRO-n edhe me elementet e reja. Unë realisht kam vënë re element të rinj, djem të rinj, vajza të reja që duken progresiv, duken me një elan tjetër të mendimit që është progresive, sepse shoqëria jonë do duhet të zhvillohet më tej. Nuk duhet të kemi frikë si shoqëri që një parti do ikë dhe një parti do vi. Problemi është pse ta zhvillojmë debatin politik me retorika të cilat janë ezauruar. Dhe këtu fillon pastaj frika ime, si gazetar apo edhe si qytetar, ku partit politike vetëm do t'japin emocione, sepse ata e japin më lehtë dhe jo oferta kryesore ose konkrete për zgjidhjen e problemeve. Јас малку ќе ве вратам поназад во вашиот прв одговор. Вие се концентрирате на можноста или неможноста двата договора да бидат отповикани, особено тој со Грција, и мислам дека сите ќе се согласиме дека е тоа практично невозможно. Но мислам дека, како се вели, ѓаволот лежи во деталите, а деталите велат дека не е веројатно толку прашање дали договорот може да биде отповикан и не може да биде, тоа е повеќе од очигледно, туку дали ќе продолжи неговото спроведување и неговата имплементација. И договорите со Грција и договорите со Бугарија не се до крај имплементирани. Со Грција треба допрва внатрешната употреба на името да се доработи, дововеде. Исто така има два комитета кои што работат, историско образовен за трговските марки. Со Бугарија историско образовната комисија исто така допрва треба да ги отвора и затвора тешките прашања. Така што од тој аспект веројатно помалку чуди овој пристап на ВМРО ДПМН, бидејќи не е прашањето само дали договорите ќе останат. Тие ќе останат, но ќе треба посветеност за нивно понатамошно спроведување, за да не се случи блокада во интеграциите. Këtu te bllokimi i integrimeve. Mendoj që një moment i ri ose një lloj xixe për këtë çështje dha gjithë reagimi i Francës, edhe mënyra e një farlloj perceptimit të qytetarët se integrimet janë frenuar ose të paktën janë ndaluar për momentin, sepse nuk dihet tani se çfarë metodologjie më tej do ketë. Dhe duke pasur këtë terren të paqartë në rrugën e integrimeve, subjektet politike realisht mund t'ia lejojnë vetes të luajnë atë që thash pak më herët me emocione, duke i thënë njerëzve që ne nuk do ta zbatojmë, do ta frenojmë, do ta ndalojmë. Megjithatë, çdo politikan i huaj që ka ardhur, çdo zyrtar i lartë që ka ardhur, që është ndërkombëtar, që është serioz, çdo ambasador, duke i përfshirë edhe ambasadorin e Francës apo edhe të tjera, thonë që një shtet serioz nuk mundet mos të respektoj marrëveshjet e tyre që i ka bërë më herët. Dhe unë mendoj që loja me mungesën e integrimeve, apo sidomos edhe me këtë momentin kur qytetarët me të madhe ikin nga Maqedonia, ku presioni madh i ndaj subjekteve politike do t'jetë se çfarë politika do ndërmarrin që t'i ndalojnë njerëzit mos të ikin, nuk mundet ta heqin kartën e integrimit evropian, sepse është kryesore për të ardhmen e vendit. Kështu që prandaj ndoshta do të shohim retorika ashtu siç tha edhe kolegët e tjerë që të shihet ku është trupi votues, të jenë teste për të parë se nga cilat anë do të anojnë më tepër votuesit tradicional të partive, por në esencë mendoj që marrëveshjet vështirëse nuk do të respektojnë, ata vetëm mund të ndalohen, kurse integrimet janë круцијале për Maqedoninë. Може да го замислите Мицкоски како вели Република Северна Македонија? Или Мицкоски како и дава ветер во едра на комисијата да го затвори на компромисен начин прашањето за Гоце Делчев? Првото можам да го замислам, второто е многу по-проблематично за жал, дури за оваа власт. Со обзир дека очигледно неаме подеднаков партнер во двата договора, излезе дека Грција е многу позрел и многу посериозен партнер од Бугарија. Се извинувам што звучам можеби малку радикално или непријатно, меѓутоа мене ме изненади ставот на Бугарија и нивниот официјален став и на Бугарската академија на науките во самиот процес. Мислам очекувано. Да, добро, за мене е мал проблем. Или ќе мора да ги користи оние неутрални форми од типот нашата земја и така натаму.
или ќе мора да го користи официјално, тој бидејќи цела оваа дебата која дискутираме за повлекување на договорот нема шанси да се случи. Тоа нема да се случи. Позадински веќе се слуша дека од Грција стигнуваат реакции затоа што членови на владата, министер за внатрешни работи, министер за труд и социјална политика, не го користат уставното име на земјата. Кога ќе бидат власт, тоа ќе биде уште поинтензивен тој притисок, претпоставувам, и уште полошо ќе биде во таа смисла, доколку одберат тоа да не го прават. Реалистично е ова што го велам дека ако така биде, тогаш Грција со право ќе каже Апсолутно, тогаш го прекршуваме договорот и тука нема дискусија. И тоа ќе биде, јас мислам, веднаш проблематично и внатре во самата потенцијална коалиција со албански и други партии. Да не се лажеме, тоа ќе се проблематизира веднаш, инстантно. И ќе се постави како сериозно прашање, да не зборам дека ќе има притисоки од меѓународната заедница и така натам. ВМРО во најмала рака ќе си даде автогол со таков пристап. Ја разбирам што е предизборна реторика, ова што Назим го каже, сосема го разбирам. Ловите од гласовите морате да зборувате, и оно што Кржаловски го зборуваше, така лавирате и лево и десно, тоа е во ред, тоа е предизбори. Меѓутоа во ваква сменета улога веќе зборуваме за сериозно прекршување на договорот и потенцијални санкции, бидејќи не е само отварање на преговорите, не заборавајте, во секој од поглавјата може да ве блокираат понатак. За една или друга причина, мене ме нервира што е процесот асиметричен. Да. И ме нервира што е вака поставен. Ја не уживам во ова што нас не се случува. Да не се лажеме, секоја влада и секоја партија, вклучително и ВМРО, истото го чекаше. Нека бидат срекни што СДС им одработи добар дел од работата. И што понесе за тоа огромен товар. Да не се лажеме, и непопуларност и така натаму, и доста тензија се створи во општеството и така. Меѓутоа, ниедна партија немаше да избега од овие работи. Јас мислам дека проблемот со Грција ќе биде помал него со Бугарија. Начинот на кој БАН и бугарската држава настапија негаторски кон македонскиот идентитет е многу пострашен од колку компромисот околу името на државата, каде што јазикот и нацијата не се чепкаат. Се чепка делот на антиквизацијата, тоа е повторно идентитетско прашање, не велам дека е пријатно, не велам дека можеби не можеше и подобро, меѓутоа тоа секоја грчка влада ќе го бараше од секоја македонска партија. Тука ги подразбираме и албанските партии. И со нова влада на чело со Заев, апсолутно, односите со Бугарија ќе бидат голем предизвик. Апсолутно ова ги комплетно ги транспонира, не ги транспонира, него ги надминува, се извинам, погрешен збор, ги надминува комплетно партиските рамки и овде веќе збориме за еден фундаментален проблем на Бугарија кој има еден крајно негаторски став. Оно што БАН го направи ме потсеќа на куините на Димитров. Нели за мртвите се најдобро да не зборуваме лошо, меѓутоа ме потсеќа на најрадикалната нивна позиција која повторно не потсетува зошто ние 70 години не можевме да бидеме пријатели. Независно од асиметричноста на процесот, ние не можеме да излеземе во комисијата бугарска и да речеме окей, за се сте во право само затоа што Бојко Борисов утре ќе не кара. И процесот е асиметричен и ќе му се заканува на Заев, Мицковски или било кој друг премиер дека нема да продолжиме со нашата евроинтеграција. Но во исто време Кажаловски се чини дека тој пристап во кој што Македонија треба да зрее и да прифати дека еден дел од историјата бил заеднички, а во исто време Бугарија да признае постоење на современна македонска нација, на македонски народ и македонски јазик, не е доволен за Софија. Па тоа е проблемот со двата договора, особено со бугарскиот, и дури на грчкиот се вика конечен договор, ама изгледа дека ни едниот ни другиот не се конечни, односно доправа има до расправање за по емотивните детали, да речеме, или по сензитивните. И изгледа дека не сме се договориле баш, или тие што преговарале не постигнале целосна согласност или исто разбирање за клучните работи. Повеќе се нормално нас формата не била битна да не ги откочи преговорите и во таа смисла сме попуштиле до кај што требало да попуштаме за да се постигне тоа. Очигледно не се исцрпиле сите прашања со самите договори, доправа ќе се отварат и се отварат тешките теми и се согласувам дека и на оваа влада е очигледно тешко, особено по одлуката на ЕУ за непочнување преговорите. Гледам се ретерирање и од радикалните поборници на преспанскиот договор со прекумерната употреба на северна. Сега никој веќе не е толку експониран со тоа северна, односно и владачката структура внимава да не претерува со употреба на терминот северно, особено сега пред изборите, пошто пак ќе потсетам, во целото ова време мнозинството етнички македонци се противат на договорот и тоа мора да се земе у обзир
бидејќи тие на крај ќе гласаат на изборите. Сме дебатирале повеќе пати, таков беше односот и кон рамковниот договор во еден период. За сега колку време потоа, 17-18 години, да се сменат работите и сепак односот кон тој договор да биде поинаков, не знам. Мислам дека мнозинството македонци сега немаат проблем со тој договор, иако не сум видел бројки. Во право си за ова, Васко, осекете дрejtë, ja të vazhdoj edhe në Shqip, sepse mendoj që këtu për një sër çështjesh politike që konsiderohen delikate, aq shumë politizohen, sa që pastaj kur vjen në praks ligjet, të gjithë shohin që asgjë në esencë nuk ndryshon. Dhe mendoj që ndoshta marr shkas pikërisht nga përvoja e Maqedonisë vetë, Maqedonisë së Veriut, me ligjet, me ligjin për flamurin që ishte shumë delikat për maqedonasit, për përdorimin e flamurit shqiptar, ligji apo një sër ligjesh nga marrëveshja e Ohrid apo ligji për gjuhën, në fakt duhet i mësoj njerëzit në përgjithësi se zbatimi i disa marrëveshjeve apo përdorimi i disa marrëveshjeve në fakt nuk janë aq të tmerrshme ose nuk cënojnë njerëzit sa duket në fillim të parë. Kështu që mendoj që duhet të mësojmë nga vetja, si të them, nga përvoja jonë. Sigurisht mirë kuptoj kolegët me shqetësime dhe sidomos me reagime që ndoshta vinë nga Bullgaria që vërtet janë të papritura për nivelin e asaj që argumentohet, po nga ana tjetër pyetja konstante në Maqedoni vazhdon të jetë, ku e kemi ne të ardhmen? Ku do drejtohemi? A mbrohen gjithë këto identiteti Maqedonas apo Maqedonia si shtet duke që në konflikt të vazhdueshëm me një shtet të caktuar dhe duke mos mbetur pjesë e strukturave të caktuara. NATO është mbyllur tashmë, besojmë për shumë shkurt, po do mbesim jashtë Bashkimit Evropian, edhe kjo është një çështje që, hajde ta diskutojmë. Unë jam për atë për të hapur debate. Do mbesim jashtë Bashkimit Evropian, po cilat janë alternativat? Problemi i subjekteve tona politike në përgjithësi i gjithë klasës politike është se asnjëherë nuk fokusohet te dhënia e ofertës, por gjithmonë fokusohet te problemet dhe mbi bazën e problemeve tentojnë të rëmbejnë votat e tyre në kontekstet e tyre, qoftë etnike apo qoftë brenda etnike. Kështu që fokusi ose presioni jo ndoshta si qytetar, si gazetar, si shoqëri civile këtu duhet të jetë që ata duhet të mbyllet, edhe në fakt unë edhe kështu prisja që këto zgjedhje pas gjithë asaj që kaloi Maqedonia të fillonte një kapitull i ri ku oferta realisht do ishte më politike. Dhe realisht VMRO dhe PMN, thash pak më herët, me disa risi që ka bërë individuale të njerëzve, dhe me gjithë atë sentiment që është krijuar për çështjet e antikorrupsionit, për çështjet e skandalit me reketin, në fakt fokusi do të ishte shumë më real edhe mendoj që njerëzit do t'i prekte shumë më direkt nëse kishte një fushat për problemet jetike të njerëzve dhe ato janë plot. Крджаловски, вие сега поправете ме ако не изкористам вистинска фраза, но имавте резерви кон договорот од Преспа. Рашиди зборуваше за тоа дали се сменило, не се сменило нешто битно по договорот од Преспа за обичните луѓе, па сакам да ве прашам дали сте размислувале сега од оваа дистанца, дали реално вам нешто битно ви се смени. Да речем, името на организацијата што ја водите остана исто, дури и договорот го штити тоа име, така? До моментот додека не добивате пари од влада за активности надвор, но до овој момент тоа прашање никој не го поставил, вие сте Македонски центар за меѓународна соработка. Дали нешто друго битно ви се промени на личен план? Да, интересно прашање. Или не сте размислувале за тоа? Дури на подобре, бев на одмор во Грција во летова и дури некои грци ме помогна да се одглавам од колата ми заглавив во песок. Па дури позитивно лично искуство имам од ова. Ако требаше да кажете од каде сте? Да, на колата стоеше, не стоев на репница на МК, си стоеше МК. И никој не реагира, дури ја почнав да провоцирам да го направам интересно. Ама дури се понуди да платам за помошта. Вика и Грција ми вика, не треба да плаќаш ова е Грција. Се не разбрав дали е добра волја дека е Грција или у Грција ништо не се плаќа. Така да на лично искуство веројатно беше релативно порелаксирано во грчкиот дел на Македонија. За ова уште имаме дебата и внатрешно во МЦМС и со други луѓе, дали ќе дојде момент кога всушност ќе треба
ќе се проблематизира. Моето мислење е дека не треба, и на премиерот Заев е мислењето дека не треба да се менува македонски во името, но има толкувања кои се релативно издржани, бидејќи нашето финансирање сега го доаѓа главно од буџетите на државите на Европска унија. Сега таму стриктно се збори за македонскиот буџет или ако се финансираат активности надвор од Македонија. Меѓутоа, нашиот буџет доаѓа од вклучително и од грчки извори. Значи, Грција контрибуира во европскиот буџет, а дел од тие средства ги користиме ние и по таа логика, ние сме веќе опфатени на некој начин, дури за активности во Македонија, не надворот. Оваме користиме европски буџетски пари. Договорот зборува за буџетски пари од буџетот на Северна Македонија, не на други земји. Ако така стриктно се толкува, меѓутоа не е експлицитно на буџетот на државата, туку буџетот кој дури кога нас не се префрлаат средства од Министерство финансии, тие потекнуваат од Европска унија. Некој може да праша. Добро, имате елегантно решение, МЦМС ќе бидете и онака сите ве знаат како МЦМС. Нема, дури сум ја директор македонски, ако треба да менуваме, ќе си дам оставка. Па ја имате решение и за тоа. Пред да го прашам Рашиди, вас ќе ве прашам Марковиќ. Каков ќе биде односот на партиите на албанците по изборите, доколку Мицкоски е мандатарот? Ја мислам дека има контакти ВМРО со албанските партии, дека не е проблем да се најдат коалициони партнери. Мислам дека тоа малце се митологизира, дека албанските партии нема да сакаат да направат коалиција. Мислам дека ќе има кандидати и мислам дека сите партии на албанците, во зависност колку ќе земат, дали оваа АБА коалиција тако се направи или ДУИ, мислам дека без проблем ќе се договорат. ДУИ е прилагодлива еден политички ентитет, што се покаже 2016-та, така да ја немам никаков сомнеш дека ако биде разликата релативно голема на 2, 3, 5 пратеника во корист на ВМРО ДПМН, дека албанските партии ќе седнат и ќе договорат коалиција. Не е прашањето денот кога ќе се направи коалицијата, прашањето е денот потоа. Апропо вашето прво прашање, да ве вратам на почетокот, околу договорот со Бугарија, договорот со Грција и ред други прашања за кои партиите на албанците мислам дека нема да ретерираат. Ама Марковиќ, на денот на подпишувањето некој ќе ги праша партиите на албанците што правиме денот потоа. Така е. Се согласувам, врзани се процесите, меѓутоа, добро, повеќе символички го мислев, нели? Дали ќе се случи во моментот кога се договара или ден потоа не е важно, важно е дека потоа ќе треба да се направи некаков компромис за некаква политичка агенда. И ВМРО тука има неколку опции. И во однос на договорот со Грција и Бугарија, и како вечерашна нели главна тема. Или ќе замолчи во однос на тие прашања, ќе ги остави на страна и ќе рече, окей, прифаќаме, тоа е тоа, сега сме власт, мораме одговорно да се... Или ќе имате еден таков, во регионот веќе виден пасив-агресив однос, ќе го вадиме прашањето кога одговара, кога не ни одговара ќе го замолчуваме и така натаму ќе играме топло-ладно, пробувајќи повторно да лавираме на сите страни и да привлечеме на колку повеќе гласачи да можеме да им направиме психолошка сатисфакција, што е фундамент на политиката, што од времето на Токвил го разбрал тоа, камоли другите. Тука веќе може албанските партии да почнат да прават сериозен проблем и да ја растураат коалицијата, односно да речат дека тоа е кондицио сине ква нон, така. Дали ВМРО или да има некаков латентен договор кога треба вие да... Тоа со ДУИ функционираше за други теми. Кога треба да привлечете гласачи, малце подигнете го тонот, кога треба ние да привлечеме, па и некоја мала криза во коалицијата е секогаш добре дојдена. Не е тоа не се политички маневри кои се тешки. Проблемот е што се многу провидни, иначе тешки не се за правење. Така да тоа може да биде една фина симбиоза на меѓусебно, како да речам, меѓусебно хранење на рейтингот. Тоа не е невидена спрега во мултиетнички општества. Рашиди, ако дојдат ДУИ или Алијанса, да не дискриминираме пред избори никоја од потенцијалните партнери, во позиција да избираат меѓу два принципа за кои што велат дека се важни. Победник со победник и интеграција во ЕУ. На што ќе дадат предност? Realisht mendoj se do të ketë një diskutim më thelbësor për programet e qeverisë. Pse e them këtë? Ndoshta opinioni Maqedonas nuk e ndjek kaq shumë reagimin e votuesve shqiptar në Maqedoni ose presionin që ja bëjnë subjekteve politike. Dhe presioni është që subjektet politike shqiptare nuk guxojnë më të hyjnë në qeveri pa një
kornizë të qartë të asaj se çfarë do të ofrojnë. Në qoftë se e shikoni retorikën e BDI-s kohëve të fundit, vazhdimisht e eksponentëve të tyre ata vazhdimisht thonë e realizuan programin, e realizuan premtimin, sepse të gjithë njerëzit thonë që tashmë ka ardhur koha që atë që do ta premtoni duhet ta realizoni. Dhe kjo duhet të reflektohet në programin e qeverisë së re, e asaj që do jetë. Kështu që tani kemi një situatë ku subjektet politike mund të ofrojnë çfarë të duan para elektoratit, mirëpo kur do ta bëjnë qeverin, gjërat mund të bien nga ofertat e tyre, sepse do të jetë pjesë e kompromisit, megjithatë do të ketë një presion të madh që ajo që premtohet të realizohet. Dhe janë disa vija, janë disa Ako se povtori situacija kako u izborite od dekembri 2016. Mala pobeda na ВМРО ДПМН ВМРО ДПМН je opozicija da formira vlada zajedno, da pretpostavimo su DUI ima 61 pratenik, što ke pravi DUI? Realisht nga ky moment nuk e di, megjithatë sinjalet e para që vijnë nga subjektet politike thonë që do ta respektojnë parimin fituesi me fituesin për një sër arsyesh politike. Edhe kjo nuk është asnjë gjë problematike, sepse edhe kushtetuta, edhe procesi në vetvete do të lejojë një proces të tillë. Dhe do të ketë një proces negociata, atë që e shpjegova më herët. Dhe te procesi negociatave do të varet çështja se si do të më tej. Nuk mendoj edhe unë që për një sër subjektesh politike në Maqedoni VMRO-ja është totalisht e pa koalicinueshme, sepse ka pasur momente të bisedave ndër tyre ose në një farë mënyrë edhe reterim ndoshta do të ketë VMRO-s për çështje të caktuara, por ligji për gjuhën do të jetë kryesore, një herë për çështjet që janë të brendshme dhe për ligjin për gjuhën asnjë parti shqiptare nuk do të bëjë kompromis, dhe kjo është e padiskutueshme, dhe pastaj do të vijë çështja e integrimeve, e cila në vetvete mund të duket disi e përmbyllur, sepse nëse Maqedonia do të jetë më anëtare e NATO-s, të gjithë e dinë që anëtarësimi i Maqedonisë në Bashkimin Evropian është proces më i gjatë. Por për të kaluar hapi parë i çdo lloji negociate të mundshme do të jetë pikërisht ligji për gjuhën edhe një sër kërkesa shqiptare, të cilat do të jenë ndoshta ashtu siç thuhet në ndarjen e buxhetit më të barabartë, në investime më të barabarta në territoret shqiptare, kështu që nuk do të jetë më një proces aq bardhazi, megjithatë jo i pamundur. Вие што мислите? Prvo mislim дека за прашањето на победник со победник, тој принцип се наруши на последните, значи технички е мртов тој принцип, нема обврска, особено ВМРО ДПМН да го почитува, бидејќи ДУИ го прекрши, нема ниту право, ниту логика да инсистира на тоа, кога самите излега од таа опција минатиот пат, што не значи дека пак нема, ако во случај да победи ВМРО ДПМН, дека пак нема првата понуда да отиде кон ДУИ, и заради претходната соработка и заради веројатноста дека таа сепак ќе биде победничката партија на албанската страна. Но Сте размислували ли за ситуација во која што при тесен резултат на македонска страна, возможно е победникот, условно кажано кај македонците, и победникот кај албанците заедно да немаат 61? Да, и прилично верувам дека така ќе биде овој пат. Дека во последната анкета дури имаше простори во македонскиот блок да има и трета партија. Допрво очекувам нови иницијативи кои можеби ќе освоите два пратеника, ама тоа ќе биде доволно. Значи 1, 2, 3 различни иницијативи кои ќе го пополнат овој простор на недоверба кон водечките партии генерално. Тоа ќе значи влада од СДСМ и две партии на албанците или ВМРО и две партии на албанците? Или некој од македонските, зависи како ќе биде. Мислам, тоа не е толку табу. Не, мислиме, зборуваме повеќе за... Него и сега е така, сега имаме влада каде што има повеќе политички партии на албанците кои се дел од власта. Повеќе албанските партии ќе се насочат на програмата на новата влада, која мора да ги има тие елементарни постулати на албанските барања.
А првото, како што рекови претходно, е законот за јазици. И тука е повеќе ќе биде проблематично, бидејќи за интеграциите и така ќе има процес, нели, до прва ќе слушнеме која ќе биде новата методологија, па ќе имаме пресметки колку тоа долго ќе трае и на некој начин не можеш толку долго да ги уловиш сите граѓани, и албанци, македонци, дека сега Европска унија е така, точно. Но овие базичните или првичните преговори ќе бидат врз овие барања и сега тие ќе мора двете партии, било кои македонски да ги имаат предвид. Или во крајна линија, ако зависи колку ќе биде тој фонд на третата или третите опции во македонскиот блок, теоретска ситуација е да нема воопшто албанска партија. Значи до 61 да се стигне со најголемата победничката кај македонскиот блок и една-две надвор од втората. И после да се преговара во парламентот кога ќе треба да се носат закони со Бадентер? Зависи какви ќе бидат листите. СДСМ го направи тој пробив на самите листи да има на нивната партија етнички албанци и други заедници, така да може во самите листи веќе да биде прилично шарено, односно да се на некој начин обезбеди. Не е многу веројатно, точно, но не е невозможно. Или варијанта, да речеме, условно, ако ВМРО ДПМН освои најмногу гласови кај македонскиот блок, Левица, да речеме, има 2, 3, 4, 5, бидејќи тие беа трета македонска партија на нашата анкета, и една од помалите албански партии, да стигнат до 61, например. Возможна ли е опција на некаква широка влада? Може сега некој да не обвинува дека промовираме некакви варијанти кои што може да бидат далеку од умот за некој, но можна ли е ситуација во која што ВМРО ќе победи, ќе биде во позиција да формира влада, нема да успее заради, не знам, тоа што сака да инсистира да проложи со тие позиции со кои што сега ги застапува и се процени дека за државата можеби е подобро во овој следен период да има влада во која што ќе бидат сите големи актери. Тоа мислам дека ќе биде последно сценарио. И ако има едно порадикално кое не го спомнавме, тоа се нови избори за 6 месеци од последниот парламентарните. Така, ако немаме конклузивен резултат и ако не може да се направи влада, не е чудо да се повика и на повторни парламентарни избори. Ова е, зборувам, радикално сценарио, што вели Кржаловски, малку веројатно. Не верувам. Мислам дека ќе се оди поред, да пробаме да дисецираме како би одел процесот. Мислам дека ќе се обидат, иако ја не сум фан на мајскиот договор. Мислам дека тоа беше тешка глупост и голема грешка. Која имаше само една функција, дуи да го стави во влада по секоја цена со ВМРО и се покажа на долг рок дека е глупост. И дека не треба дека слободниот политички пазар мора да остане слободен. Да направи и да внимаваме како го користиме зборот победник. Колегите конституционалисти подсетуваат, победник е оној кој ќе направи влада, не оној кој ќе освои најмногу пратеници и гласови. Така да внимаваме да не ја доведуваме у заблуда јавноста дека тој ќе освои најмногу гласови и најмногу пратеници е победник на изборите. Победник е оној кој ќе направи влада. Не е за кого е речено, него за кого е печено, викаат старите. Така да треба да внимаваме. Да, поради некои специфики. Широка коалиција. Да, добро. Се извинувам. Широка коалиција може да дојде само во еден момент доколку на вистина ни една од овие комбинации победник со победник, комбинациите кои Кржаловски ги спомена, 3 партии со една, 2 со една, 3 со 2 и така натаму, сите можни комбинации не функционираат. Меѓутоа тоа значи сите актери тоа да го прифатат. Можеби нема да го прифатат, можеби ќе речат, окей, за 6 месеци, година дена повеќе немаме ЕСАП, дека е подобро да идеме пак на избори. Што е суштина едно тешко губење време за државата. И е заморно. Промени нешто за 6 месеци. И ќе стагнира. Во Шпанија што се случува и така натаму имате еден куп примери кај што мора едноставно да има нови избори затоа што имате неконклузивен, нефункционален, да речеме, резултат. И потоа сите сценарии се отворени. Не мислам дека првиот инстинкт или првиот импулс ќе биде веднаш да се оди на широка коалиција. Мислам дека сепак ќе се оди на тоа да се направи некаква функционална влада со сите оние огради кои ги ставивме дека мора да биде вака и дека албанските партии ќе бараат ова и дека ВМРО ќе следи она СДС. Тоа и така натаму, така да мислам дека ова ќе биде план С, условно кажано. Иако не е невозможно. Да, кратко, тоа ВМРО да помине го понуди кога стана известно дека не формира влада со ДУИ, го понуди на СДСМ тие да направат заедничка, а да не биде ДУИ во власта и не се прифати тогаш. Тоа е веројатно најдобрата сценарио за државата, ама еве и со темава што дебатираме, со отварањето пак на дебатата за преспанскиот договор, само се стимулира поларизацијата, што оневозможува
постизборна коалиција, бидејќи и допрва ќе се поларизира јавниот дискурс и ќе стане прилично невозможно да се помират ставовите кои били искажани во кампањата, затоа не очекувам. Дали е најдобро имаме политолог? Не сум сигурен, затоа што во една држава опозицијата сепак е еден од механизмите со кои што власта се држи отчетна, така што ако сите големи партии бидат во власта, тогаш прашањето на отчетноста е доведено во прашање. Сетап, да речем, со техничкава влада. Гледајте како тоа функционира. Јас добро дадов изјави за вестници дека не е поентата на техничката влада да функционира. Поентата е да даде легитимитет на изборите во април. Да, нели, опозицијата не се буни дека МВР труди социјални трансфери се купуваат гласови и така натаму. Не е направена техничката влада да функционира, да биде ефикасна и убава. Меѓутоа, ако имате широка коалиција, тоа некако така ќе функционира. И тоа доаѓа со некоја цена. Да, можеби сите актери ќе бидат задоволни, премиерот ќе биде од најголемата партија, ќе има критични министерства за другите и така натаму, ама функционирањето какво ќе биде? Вие гледате дека во суштина техничката влада има две работи. Едната е да даде легитимитет на изборите, втората е да влезе опозицијата и колку може скандали да извади пред изборниот период. Тоа беше 2016, тоа е сега. Не е тоа нешто различно во овие два изборни циклуса. Сакате вие да се вклучите во дебата? Не, сакам да кажам дека во контекст на ова и сега имаме такви ситуации каде одредени политички субјекти се што изгледа не политички тотално, еве Маријан, знаеш подобро, нели нема ни во една литература тоа да си у власта, да си дел од власта, да си дел од владиниот кабинет, министрите да бидат таму да решат за огромни проблеми, а да излезеш после на пресконференции да критикуваш други министри од други, па не само технички во коалиции кога беа, и мислам дека тоа на некој начин дава чувство дека сите сакаат да се во власта, бидејќи сакаат да придобијат од власта, ама не се сакаат едни со други, но бидејќи сакаат толку да се во власт, ќе направат компромиси и по секоја цена ќе бидат дел од екзекутивот, што не е коректно. Мислам дека и луѓето и сите треба да знаат дека сепак подобро е, како во целиот демократски свет, да има политички понуди, да има јасни политички цели на субјектите, да има идеологија, за да може и целата дебата да биде посуштинска. И ние се фокусираме тука Васко, апсолутно за оваа тема, бидејќи таква е емисијата, што тотално е коректно, но мислам дека одма кога ќе се надминат овие моменти на договорите, мислам дека проблемите на луѓето се многу пореални од други причини. И мислам дека повторно тоа ќе биде детерминантно на некој начин како ќе гласаат луѓето, бидејќи ако одите на терена, ние одиме како новинари, секогаш тоа што слушаме и што се збори е невработеноста, сиромаштијата, корупцијата поготово, да, тоа на крај сакав да спомнам, но и заминувањето на луѓето од тука. И сега овие теми кој ќе ги остави на страна? Сите ли ќе направат кампања само за преспански договор или договорот со Бугарија? Апсолутно не. Мислам главна тема на сите граѓани се овие точки што ги спомнав претходно. Така да ќе се надмине на некој начин тоа и ќе се фокусират и луѓето ќе прават притисок да има решение за проблемите. Добро, кога вие би биле во позиција да бидете човек што може да влие на одлуките на ВМРО ДПМН, би продолжиле со ваква политика во пресрет на изборите? Во смисла на преспанскиот договор реторика? Да, за овие теми за кои што зборуваме. Има, као и све, нели, животот си има предности и мани. Предноста е што тоа што го реков, мнозинството граѓани се против, условно речено. И сакаат да слушаат такво дека барем нешто ќе се смени или дел од нив дека ќе се поништи. И тоа сигурно ќе улови одреден број на гласови со таа реторика. Второ, тие се внимателни да у секоја изјава, баш стриктно е изјавата таа, ќе го смениме, ако освоиме 81, што е невозможна мисија, тоа не се случува. Но има изјави дека никогаш нема да го употребам северна и така натаму, што е едно ниво над ова. Со 80. Го дебатиравте, нели, претходни колегите, тоа дека ќе дојде ситуација која веројатно ќе мора, или као што беше местенката со Борисов на партиите, дека ќе се снима и ќе се документира дека мора да се каже ако веќе дојде до таква ситуација, така не влие тоа многу на изборивот. После ќе видиме, секој ќе се снаоѓа согласно изборните резултати.
Мислам дека и на ВМРО ДПМН им е јасно дека не може многу да направат и затоа стават таа ограда, бидејќи не лажат, викат ќе осмениме, ако ни дадете као Груевски што ви каже дајте ми 63 пратеника и све ќе направиме. Па никогаш не стигнаа до тие 63 пратеника. Има изговор дека зашо некои работи не се направени. Сега истото тоа, а у реалноста не е можно. Прво зашо само СДСМ имаше апсолутно мнозинство кога ВМРО ги бойкотираш изборите 94-та, значи само ако СДСМ реши да не учествува, нема да се случи такво нешто, само во тој случај ВМРО ДПМН ќе освои апсолутно мнозинство. И второ, пак треба Бадинтер, а за да има ВМРО ДПМН во своја контрола Бадинтер, треба на листите да стави луѓе од другите етнички заедници, што до сега не многу се случувало. Се случувало, но не многу. Односно недоволно за да го обезбеди тоа мнозинство, но ете им предизвик да видиме какви ќе бидат листите, може би наистина. Марковиќ, вашата колешка од правниот факултет Гордана Силјановска во кампањата со Пендаровски река избра една позиција во која што велеше, знаете, јас не сум талибанка, договорот е реалност и јас не мислам да уривам, рушам и така натаму, но никој нема да ми го земе правото да го користам името Македонија. Дури ни таков став не слушаме од ВМРО ДПМН. Добро, тоа е само, како да ви кажам, повторно тоа во доменот на хипотетичкото. Да победеше професорката, ќе видовме каков ќе биде ставот. Така, реално, само така може да тестирате. Се друго е некаква имагинарна ситуација. Треба луѓето да ги ставите под реален притисок, така, не знам, да се видат со Бојко Борисов пред камери или со Мицотакис, па да видите како ќе реагираат на тоа, така. Мене ми е јасно како ќе реагираат. Тоа ме потсеќа на приказната со спомениците од Скопје 2014. Аналогија постои. Не ги таму се. Никаде не одат. Не ни се допаѓаат на некој им се допаѓаат, на некој им се супер, на некој им се кича, ама таму се. Исто и со Преспанскиот. Да. Добро, ете, и србите ти имаме. И ние да имаме еден, ако не е проблем. Така да, не, се шегувам, меѓутоа аналогијата постои, држи. Во принцип, вие не можете да направите некаква радикална промена после тоа и било кој политичар, верувам и професорката, верувам и Мицковски, ако направи влада, ќе мора да го користат името. Тоа бегање нема. Барем во официјални документи, дали за внатрешна потреба ќе кажат македонски или Македонија, тоа Грција мислам дека нема ни да го детектира. Ниту па нешто особено ќе направи проблем. Се слагам со Кржаловски дека одиме предалеку малце со северна, можеби со користењето. Мислам дека во внатрешната потреба Грција, ако не се работи за официјален документ, официјален настани така натаму, нема претерано да се потресе. Видовме дека Мицотакис се доста лабав по тоа прашање за разлика од она што го зборуваше во предизборието, така да ова што го прашувате влече, мислам, една аналогија со претходното. Ќе ги рушевме спомениците, па ќе им направевме ова, па ќе ги поместувевме и кога видовме дека сето тоа има политичка цена и фактичка финансиска цена, решивме да ги оставиме. И сега, знаете како, кога мене ме праша пред некој, што знам, 3-4 години, што ќе се случи со Скопје 2014, реков, знаете што, истото што се случило со Ефеловата кула у Париз, кога се направиле сите ја мрзеле. Затоа што Париз не бил тоа, не била Ефелова кула. Бил Монмартр, бил, не знам, Нотр Дам, али не бил Ефеловата кула. Ова ќе го интернализираме со време, можеби ќе се распадна дел од тие фасади, ќе не кошта Геолипол да ги поправиме, ама никому во принцип нема ништо драматично да му се случи. Завршуваме. Благодарам што бевте дел од 360 степени, ќе можеме да се провериме ако памтиме што сме зборувале вечерва за неколку месеци. Благодарам уште еднаш. Благодарам. По паузата е саботажата. Проблемот во комуникацијата при представувањето на заложбите, идеите и проектите станува се поочигледен. На недостигот на фокус, отсуството на концентрација сега му се надоврзува и проблемот со ориентација во просторот, односно незнаењето што да се прави со рацете кога се нема функција. На најтранспарентен начин, подбуднуто околу на вас медиумите, а со тоа и на јавноста, можеме да преговараме, да разговараме, за да ги дефинираме. Извинувам. Оние пак кои се обидуваат да се дограбат до микрофонот, не можат ниту да го прочитаат како што треба тоа што им го имаат напишано. Можеби па со измислувањето кованици ја доведуваат во заблуда јавноста, која не може да разбере дали името Северна ќе го ревидираат или ќе го евидентираат. Да, ВМРО ДПМН ќе се обиде да го ревидентира Преспанскиот договор.
Оттаму е разбирлив и скептицизмот кај останатиот дел од раководството кој изнесува многу песимистички прогнози за тоа кога ќе се вратат на толку посекуваната позиција. Според пресметките, тоа значи дека на СДСМ му оставаат простор за живот, уште најмалку 2 мандата. За 7,5 години од сега најверојатно ќе бидете од другата страна на столчето и ќе критикувате, што пак ќе За 7,5 години сега да бидеме опозиција. Кога ќе поглед По тој временски простор, веројатно ќе се отвори место и за оние кои на секаков начин се обидуваат да фатат приклучок. Тие се подготвени на се, само никогаш да не им се споменува минатото, кое го доведува под знак прашалник нивниот личен и политички интегритет и однос кон гласачите што ги бирале. Проблемот е што го на првиот суден не напуштивте партијата и да го ослободите тоа место, чекавте да дојде уште една тутурутка што ќе гласа цело време. Сакам да чујат граѓаните нешто паметно од мене. Присуството на тутурутки во политиката е забележливо, особено такви кои се чукаат во гради сакајќи да нагласат својата голема мажественост, на недоличен начин изразуваат навреди за нечи избор на изглед, непримерно карактеризирајќи ја нивната полова припадност. Регетот не е почнат од Бојан Јовановски или како и да се викаш. Боки Тредич. Девојчето, така е. И на крајот, вакво однесување е можно, се додека идната интелектуална елита се третира на начинот на кој се сервира тој тип храна. Илустративно го земавме примерот со 4000 килограми банани, односно кога оваа количина ќе поделиме со бројот на студенти врз основа на колку време се таму, ќе добиеме дека им се довари околу 1,5 килограми банани годишно, односно една банана месечно. Кога наместо револуција се е препуштено на еволуција, тогаш се паѓа и од една излупена кора од банана, оти никој не сака да биде третиран како примат. Толку за вечерва, благодарам што бевте со нас. Повторно се гледаме в понеделник од 22. Пријатно.